Магистар Филип, имаш, како што спомнавме во најавата, зад себе 2 книги напишано за 50 здравствени совети во првите 100 години од животот. Така е. Каква е приказната позади овие книги? Значи, книгата 50 еднакво на 100 и 50 поголема од 100, вториот дел, провокативно наречени 50 здравствени совети за првите 100 години од животот се плод на еден проект за унапредување на здравствената свест под брендот Топ Едукатор, кој што во суштина има за цел да го унапреди разбирањето пред се на пациентите за основните и најчестите здравствени проблеми. Има за цел така наречено креирање на паметни пациенти, пациенти кои што ќе можат навремено да ги препознаат проблемите во здравството, да им обрнат соодветно, но не преголемо внимание, да си само помогнат, тоа е еден практичен водич за самопомош при основни проблеми, дали е тоа покачена температура, дали е тоа диареја, дали е тоа покачен крвен притисок, холестерол, покачена гликоза и бројни други состојби кои што се случуваат од педиатриска па до гериатриска возраст, брзо да реагираат, да санираат одредени состојби, бидејќи во некои ситуации брзата реакција ја прави разликата помеѓу успешно санирање на проблемот или завршување во болница. Игнорирање на некои проблеми може да придонесе доста потешка здравствена слика, а од друга страна презасилување на некои проблеми и одење на лекар за било каква работа го одзема вниманието и времето на лекарите од пациентите кои што навистина имаат проблем. И во тој контекст нема ограничување, ниту пак може да постои состојба во која што ние премногу знаеме за нашето здравје. Секоја здравствена едукација ја сметам за корисна и правилна и во тој контекст се направени овие книги едноставно брзо да го водат пациентот, родителот со најчестите и најфреквентните здравствени проблеми и тој да знае како да реагира, кога да реагира сам, кога да не крева паника, кога да оди брзо на лекар и да не губи време. Така да тоа е еден од моите проекти кои што меѓу другото потврдува дека и фармацевтите се активни чинители во подобрувањето на здравствениот систем и во подоброто здравје на нашите пациенти.